Откако и беше диагностициран рак на градите минатиот април, Еми Адам повеќе го цени времето со семејството. Кога ќе дојде до тоа, семејството е најважно. Сите се тука и се грижат за мене. Адам имала среќа што ракот е откриен рано, кога туморот бил само 4 мм. Незиниот третман бил со зрачење. Не примав хемотерапија. Доктор Емили Обрайт од Универзитетот Мисури вели дека многу жени со рак во ран стадиум може да избегнат хемотерапијата. Студијата објавена во New England Journal of Medicine покажува дека со генетско тестирање може да се утврди веројатноста за враќање на ракот. Истражувањето открива дека жените со низок ризик од повторување на ракот немале корист од хемотерапија. За жените со висок ризик се препорачува, но лекарите не знаат како да ги советуваат пациентите изложени на среден ризик. Неодамнешните резултати појаснија дека кај жените со среден ризик од повторна појава, повеќето немаат корист од хемотерапија. Многумина знаат дека мачнината, губењето на косата, заморот се последица од хемотерапијата. Но хемотерапијата исто така може да предизвика и оштетување на срцето и на нервите. Хемотерапијата може да биде избегната ако ракот е рано откриен. Колку повеќе учиме за биологијата, толку подобро можеме да ги обликуваме третманите за специфичен вид тумор. Има мали, но агресивни тумори и поголеми, но помалку агресивни. Скринингот беше од клучно значење за рано да се открие ракот кај Адам. Мамограмите можат да детектираат грудка 2 години пред жената воопшто да ја почувствува. Адам вели дека е големо олеснување што не мора да оди на хемотерапија. По новата студија, повеќе жени ќе може да се лекуваат без негативни странични ефекти.